Денешната епизода ја започнувам тука на плажата Pretty Bay во Бирзебуџа, една прекрасна убава плажа која што е убава за да ја посетите, за да испиете кафе, да ручате, може и да се искапите внатре во оваа тиркизна прекрасна вода. Иако мене моите принципи понекогаш не ми дозволуваат да би се бањал секојдневно тука, од проста причина што го гледате ова зад мене пристаниште кое што е едно централно медитеранско и многу важно транспортно пристаниште за сите овие контейнери, за сите овие големи танкери кои што минуваат низ овој дел на Медитеранот. Денешната епизода овдека ќе ја стартувам бидејќи во овој јужен дел има многу позиции каде што се среќаваат и тврдини од британското колонијално време. Токму ќе посетиме неколку од нив, можеби таму во позадината го гледате и оној светилник, ќе се потрудиме со Саше да дојдеме до него и од таму да направиме една убава комбинација на ова што сакам денеска да ви го започнам како тема на размислување. А ја најавив уште минатата недела. Киклопите, мистериите на островот. Ова е еден од најмистериозните острови воопшто на планетата. Толку мал простор, а толку многу суштински археолошки ископувања наметнуваат да почне да се размислува дека можеби токму тука била земјата на киклопите, која што се споменува уште во Одисеја на Хомер. Значи, потеклото на споменување на овој остров како дел од праисторијата или како дел од митолошкиот дел од историјата на цивилизацијата е токму овдека. А некаде достигнува далечина 12.000 години пред нашата ера. Токму така. Затоа од тие причини денеска ќе ви поставам неколку работи кои што би требало да ви ги отворат вијугите на такви размислувања и кога некогаш ќе дојдете во Малта, да не ги прескокнете овие позиции кои што денеска ќе ви ги нафрлам, заради тоа што отвараат многу нови и интересни теми за размислување. Значи, стартуваме. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. podcast.
Start. Сега ќе влезам внатре преку оваа порта, главната порта, дома во огништето и ќе пробам да се вратам назад и да ви го пренесам тоа и вам. Некои 4-5 и 6.000 години назад, според некои истражувања, значи достигаат и преку 10.000 години пред нашата ера. Но тоа ќе го ставиме за подоцна. А што влегува сега, денеска, во оваа 2010 година во декември во нашите домови се приоритетно вакцините. ковид ситуацијата во светот зема еден нов чекор, замав со експортирање на вакцините до секоја држава. Земите членки на Европска Унија се координирани во тоа и веќе се носат закони од кои компании, од кои агенции ќе може да се купуваат, и Малта веќе ќе биде на листата меѓу првите 3 во Европска Унија што ќе ја достави до своите жители. Како што кажавме претходно, 500.000 дози од Pfizer агенцијата се откупени, тоа значи по 2 за секој од првата група што ќе бидат вакцинирани, а веќе излезе и списокот кои ќе бидат први вакцинирани. Тоа ќе бидат медицинските лица, возрастните луѓе по домовите, лицата кои што имаат некои од потешки болести и е опасност дека коронавирусот може да предизвика компликации. Сега има една нова информација од пред 2 дена дека нема да бидат вакцинирани децата и бремените жени. Ова ќе го оставам вам самите да си размислите, да ја прифатите информација. Значи се зборува за безбедноста на вакцината, како, колку, што. Може би е добро што децата и бремените жени нема да бидат под ова функција на вакцината ставени барем во првиот чекор и дека вакцината ќе биде задолжителна. Она што јас не можам да го прифатам како точно е да причекаме да видиме што значи тоа незадолжително, затоа што ако има други ставки каде што ќе мора да аплицирате или нешто да набавите или некаде да заминете, а да мора да бидете вакцинирани, тоа веќе не кажува дека е задолжително и дека е оставена слобода на изборот. Но ќе се враќаме сигурно и во наредниот период, бидејќи тоа вакцинирање ќе стартува со стартот на новата година. Сега да продолжиме во праисторијата. Мене ми е многу поатрактивна и многу поинтересна и едноставно преслободна. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Се е старо толку многу што го сметаат за најстаро во светот. Порано се сметаше дека Стоунхендж, како што кажав пред малку, е најстарото светилиште на планетава од овој тип, но од кога е откриено Хаџар Ким, го презема приматот. Замислете сега за кое време зборуваме, токму за ова, каде што во најавата на епизодата ви кажав дека се смета со новите археолошки истражувања дека токму Малта била земјата во која што живееле киклопите, кои што за прв пат ги среќаваме кај Хомер. Не знам колку е сега ова веројатно, но како мите интересно, сега истражувањата сигурно ќе продолжат и понатаму и ќе слушнеме уште многу приказни во периодот кој следи. Сега уште малку ќе прошетам околу за да ви го доловам барем мало парче од она што
сакам да ви вметнам во умот, кога ќе дојдете во Малта, да не ги прескокнете никогаш овие интересни градби, ќе кажете овие интересни камења, но дел од светската историја, од светската праисторија, што се наоѓа токму на ова парче од земјата на островот Малта. Entertainment. Vacancies. Week Top Stories. Овде се наоѓам на многу висока точка, многу дува ветар, не знам како тоа ќе се слуша на микрофонот, се надевам дека добро. Сакам да ви кажам една работа, кога ќе дојдете овдека во позадина, гледате оно мало островче Филфла. Тоа е четвртиот остров од групата острови кои што припаѓаат на Република Малта. Практично Малта е составена од 4 острови: Малта, Гозо, Комино, малото островче кој што најчесто одиме за капење на тиркизна прекрасна боја со пештерите, и ова островче кое што ретко го има како видео покажување, може на слики да го најдете, ретко луѓето доаѓаат да го посетат, да го видат, сема ако заминете на некоја тура на Блу Грото, што е недалеку од овде, од Аџар Ким, и островче кое што има некои археолошки истражувања што покажуваат дека токму Филфла е доказот на дамнешните, значи зборам во праисторијата, пред 120 до 200.000 години, кога Малта била поврзана со копното, кога била дел од врзувањето дури со сицилијанското копно од едната страна, а од другата страна со африканското копно. Да не ве подсетувам, неколку пати тоа го имам кажано, дека Малта, иако е држава од Европа, геолошки припаѓа на африканската плоча, не припаѓа на европската плоча, барем до она до каде што е истражено денеска. А Филфла на времето веројатно била дел од целото тоа опкружје копнено, кое што не биле острови како денеска Малта, Гозо, Комино и ова малечко. Значи, не заборавајте, ја видовте и прошетката кон овие камења, ова е еден огромен простор со многу вакви локалитети и ќе ви требаат, просто речено, 2 до 3 часа ако дојдете овдека за да го истражите сето она. А она што ви го зборував и кое што најавив дека е една од земјите, најмистериозните острови на планетава, каде што се смета и како дом на киклопите, тоа ќе го читате низ приказните од кога ќе дојдете овдека и ќе го почувствувате духот на тоа време.
Бидете секој ден на нашата Facebook страна од понеделник до четврток, 4 дена со 4 термини ќе бидат конечното решение. 4 конечни решенија во интервалот 4 недели ќе ве донесат до финалната дестинација, локацијата каде што ќе треба да го пронајдете пликото кое што ние ќе го скриеме на некое интересно, скришно место. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Денешната потера ќе биде поврзана со делот од историјата која што е на линк помеѓу Малта и кралството Велика Британија. Кралицата Елизабета II, која што е се уште кралица на земите од Комонвелтот, меѓу кои припаѓаат Австралија, Канада, Нов Зеланд, некогаш беше дел и Малта, е и најстариот монарх кој што владее во моментот во светот. По неколку работи е таа најпрошетаниот владетел на планетава, најдолго издржаниот владетел во историјата на Британското кралство. И така натаму да не ги редам. Но, прашањето за денеска, кое што треба да го одговорите, како и оние претходни две, и да соберете најмногу, кој ќе има најмногу, тој ќе го добие божекниот подарок во потера, е: каква е врската помеѓу кралицата Елизабета и Малта? Многу едноставно. Ако знаете, а може би ќе прочепкате по интернет. Значи, тоа е прашањето на кое што треба да одговорите и да соберете што повеќе точни одговори за на Божик да го добиете божикниот подарок во потера, каде што главната работа е масата во најдобриот медитеранско-македонски ресторан на овој остров. Секако дека знаете кој е. Јас сум таму многу често. Гурмет. И да уживате во пост новогодишните празници. Значи, внимавајте, одговарајте на ова прашање. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la sentada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Тука е крајот на денешната епизода.
Се надевам дека ве заинтригирав со многу информации од оние што ги слушнавте денеска во денешната епизода. Јас нормално нема да завршам со ова, е тема што сигурно ќе ја водиме и понатаму низ некои други епизоди, посебно ако слушнеме нешто ново, интересно, откриено за праисторијата и за суштината на цивилизациите, на постоењето, на почетокот на цивилизациите на планетава, кој што, како што кажав и на почетокот, од тука се претпоставува дека се некако тргнало. Барем ископините тоа го кажуваат. Останете уште малку, ќе се префрлиме во реалноста, out и in, стандардно на крајот на денешната епизода, и не заборавајте, одговорете го и прашањето за потера, бидејќи некаде уште 10 дена ќе завршиме божикната потера и подоцна стартуваме со она новата од 2021 која ќе биде концентрирана исклучиво на нашето патување на Европското првенство. Некако ќе однесеме таму да ужива во фудбалските надпревари, но за тоа во некој од следните епизоди. Сега да останеме со киклопите, каде што ги најавивме и со делот од праисторијата, цивилизацијата на нашата планета. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.